Нешто необично се случува во ова предградие на Вирџинија. Намирниците се доставуваат до семејството Бау преку дрон. И тоа се случува барем еднаш неделно. За нас е погодно бидејќи имаме близнаци. Не треба да трошиме дополнително време за возење со автомобилот кој е околу 30-минутно патување, кога за само 15 минути ќе го добиеме она што ни треба овде во нашиот дом. Бау направиле нарачка преку интернет од продавницата Walmart, една од најголемите американски продавници на мало, која направила повеќе од 6000 испораки со дрон до своите клиенти минатата година. Дроновите проверува неколку различни кути. Како прво, тие се ефикасни и ефективни и се навистина брзи. Како второ, тие се одржливи. Компанијата користи услуга наречена Drone App, за да се испорача најголемиот дел од нивните нарачки. Откако клиентот ќе направи онлайн нарачка, Drone App ја зема нарачката од продавницата, ја става во кутија, ја прикачува на дронот и ја доставува до клиентот, обично во рок од 30 минути. Услугите за испорака со дрон се особено погодни за луѓе кои живеат во рурални области и постари лица или имаат проблеми со мобилноста. Беспилотните летала рутински се користат во странство за испорака на медицински материјали во далечени области, но во САД нивната комерцијална употреба е се уште експериментална. Како и со секоја нова технологија, употребата на беспилотни летала носи предизвици, како што се лошите временски услови и загриженост за приватноста. Нашиот софтвер може да ги идентификува областите над кои не сакаме дронот да прелета. Дронот лета на околу 25 метри над земјата, што помага во заштитата на приватноста и го намалува нивото на бучава. Но главниот предизвик според нив се строгите прописи наметнати од Федералната управа за авиација, која ги надгледува регулативите за беспилотни летала. Управата направи многу за да ја унапреди технологијата на беспилотни летала, но не го одржа чекорот во насока во која се движиме. Во изјавата за Гласот на Америка од управата велат дека во септември ќе се бара од беспилотните летала да емитуваат информации за далечинска идентификација, што е голем чекор кон овозможувањето на управување со беспилотен сообраќај. Интеграцијата со дронови е многу голема тема во Федералната управа за авиација. Зборуваме за тоа, како да се интегрираат дроновите во постоечките системи за контрола на летање, како тие конфликти да се решат на правичен начин. Што е добра вест за потрошувачите. Целата беспилотна авиација во иднина навистина ќе биде од корист за сите, како што повеќе компании доаѓаат на интернет, ќе можете побрзо и побезбедно да ги носите вашите производи до вашата куќа. Дома и во странство.